Добар ден. Денешната Телма амбуланта ја реализираме во соработка со клиничката болница Аџибадем Систина. Дебелината денес повеќе не се смета само за естетски проблем, туку и за хронична болест, зашто телото се спротивставува на слабењето и која е улогата на хормоните, инсулинската резистенција и генетиката. Дали е точно дека килограмите полесно се таложат по 40-та година и во менопауза? Како изгледа намалувањето на телесната тежина под медицински надзор? Кога се вклучуваат лекови и што се случува по прекид на терапијата? Дали дебелината може целосно да се излекува? Или се контролира долгорочно, како и секоја хронична состојба? Се тоа ќе ја прашаме доктор Надица Божиновска-Димова, ендокринолог од клиничката болница Аџибадем Систина. Останете на Телма, вклучите се со ваши прашања во програма и гледајте не. За медицинскиот пристап кон решавањето на проблемот со покачената телесна тежина. Денеска зборуваме со доктор Надица Божиновска-Димова, ендокринолог. Докторке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ве најдов, добар ден, ви благодарам за поканата. Дебелината повеќе не е само естетски проблем, таа медицински се дефинира како хронична болест. Зошто е тоа така? Дебелината представува една хронична состојба на патолошко абнормално таложење на масноти во телото, кои што подоцна предизвикуваат, потенцијално може да предизвикаат многу здравствени проблеми. Дебелината е, сега знаеме дека еден од главните тригери на многу метаболни болести, за кои што порано можеби и не се знаеше толку причината. Меѓутоа, таа е една хронична постојана состојба која што често може да биде прогресивна. Нејзиното излекување или третман е се уште предмет на многу дискусии. Она што е голем проблем е што сето дека не беше дефинитивно дефинирана како медицинска состојба, барем во Македонија се сметаше за состојба во која што некој лично одбира премногу да јаде. Значи се таложеше стигма. Се врзуваше со карактер. Да. Значи одговорот беше не јади. Меѓутоа дебелината е многу покомплексна. Таа е состојба на хронично воспаление. Она што за мене е важно, откако таа е класифицирана како болест, како хронична болест, практично се овозможува полесен пристап на самите пациенти кон лекарска грижа и со тоа мислам дека допринесува за намалување на стигмата. Дали постојат некои хормони кои што го регулираат чувството на ситост и глад во нашиот организам? Хормоните регулираат се во нашето тело, вклучувајќи ја и гладта и ситоста. Оние кои што се најпознати секако се грелинот и лептинот, кои што работат на систем push and go. Значи се активира едниот, се супримира другиот и обратно. Кога сме гладни, од желудникот се лачи грелин, тоа е хормонот на гладта, оној кој што не тера да јадеме. Кога сме сити, прилично иронично, меѓутоа од масното ткиво се лачи лептинот, тоа е хормонот на ситост. Покрај овие два кои што се најпознати, кои што треба синхронизирано да функционираат, постојат и други многу познати молекули. Едни од најпознатите во денешно време се GLP-1 молекулите и пептидот 2Y, кои што помагаат за ситоста, се излачуваат од цревата. Сите овие хормони треба да делуваат синергистички во рамнотежа со цел метаболизмот да може да функционира онака како што треба. Но може ли ова динамика да се наруши? Да, апсолутно, и тоа постојат многу феномени кои што ги знаеме, за голем дел од нив се уште немаме лек. Еден од најпознатите е несензитивност на лептинот. Тоа значи дека колку и да се излачува лептинот и колку повеќе масноти дури да има човекот, телото едноставно не реагира на него. Тоа значи дека телото реагира само на грелинот или хормонот за гладта. Дополнително, кога јадеме, кога ќе го наполниме стомакот, логички грелинот треба да се супримира, телото е веќе најадено, меѓутоа кај некои лица не постои постпрандијална супресија на грелинот. Тоа значи дека и покрај тоа што веќе јаделе, се повторно гладни. Постојат и генетски синдроми кои што имаат зголемено лачење на грелин, постојат многу нарушувања кои што тек сега малце повеќе успеваме да ги дефинираме, меѓутоа таа рамнотежа на лептин и грелин е мета на многу истражувања и веројатно во блиска иднина ќе имаме уште многу повеќе поdatоци отколку само дефинирање на состојбите. Значи повеќе одговори кои што ќе возможат посоодветно можеби и решавање на проблемот. Некои луѓе и покрај сите напори да ослабнат, тоа не може да го постигнат. Зошто тоа се случува? Дали тука повторно има улога некој хормон?
Тука се веќе повеќе фактори, не е само едно. Она што е најголем проблем од пракса, можеме да ви кажеме, дека има пациенти кои што нели ќе имаат вишок тежина, те добиле таа вишок тежина на одреден начин на живот. Ќе превземат физичка активност, ќе превземат внимание во храна и ќе изгубат тежина. Која ќе изгубат, сакаат да се вратат на претходниот начин на живот, со кој што практично ја накачиле тежината, а да успеат да ја одржат задржаната. Тоа е во пракса неодржливо и поради тоа се јавуваат сите оние јојо ефекти. Многу важно, кога губиме телесна тежина, особено ако губиме брзо, се губи многу мускул. Меѓутоа, кога ја враќаме само масни наслаги. Тие јојо ефекти, оние брзи диети, долгорочно го уништуваат метаболизмот, со тоа го нарушуваат и здравјето на пациентите. И оние пациенти кои што цел живот се на некој вид на диета, прво се психолошки уморни, постојано треба да пазат, постојано условно кажано се само казнуваат себе си ако јадат малце повеќе благо. Тие индивидуи толку многу имаат намалено внес на калории, меѓутоа телото од друга страна прави нешто што е сосема нелогично, а тоа е рефлекс кој што е незачуван уште од времето кога храната не била толку достапна. Кога ние јадеме помалку, со намалување на масното ткиво, кое што рековме го лачи лептинот, хормонот за ситост, се намалува. Тоа значи дека ќе бидеме се помалку сити и она што е важно, не само што ќе се излачува повеќе хормон за глад, него мозокот секоја храна ќе наградува со поголема награда, со поголемо излачување на хормони за среќа. И она што е важно, со континуирано намален внес на калории, телото го забавува метаболизмот, затоа што смета дека ќе гладува и секој следен оброк, наместо да ги користи нутритивните материи, практично ги талоши. Значи се противставува всушност на слабењето. Да, тоа е адаптивен метаболизам на самото тело, постои кај многу голем број на луѓе, меѓутоа се сведува на пред се погрешен начин исхрана. Погрешен начин исхрана не се само 5000 калории дневно, некогаш и 700. Континуирана подхранетост, кај некој кој што имал да речеме 90 на килограми, сака да стигне до 70, стигнал до 80 и понатаму не губи телесна тежина. Тоа е затоа што телото толку многу го намалува метаболизмот, затоа што тој губиток на килажа го смета за непријател и за шок, смета дека треба да се брани. Ова беше убаво што го појаснивте, да се знае зошто настанува оној јојо ефект. А што е со инсулинската резистенција? Може ли таа да биде виновник што понекогаш не можеме да ги изгубиме посакуваните килограми? Инсулинската резистенција е голем проблем во денешно време, затоа што порано се сметаше дека постои само кај обезни луѓе, меѓутоа денеска знаеме дека инсулинска резистенција може да имаат луѓе кои што имаат сосема уредна телесна тежина. Таа во голема мера може да биде наследна, меѓутоа представува еден од главните проблеми во однос на телесната тежина, затоа што инсулинска резистенција практично означува намалена осетливост на телото за инсулин. Инсулин е хормон кој што го излачува панкреасот со цел да ја регулира глукозата во крвта, односно шеќерот, меѓутоа помага и во многу други процеси. Со постојаното исцрпување на панкреасот и лачење на високи нивоа на инсулин, затоа што телото е практично несензитивно, телото, инсулинот стимулира трупање на масти околу стомакот и дополнително спречува разградба на масно ткиво за извор на енергија. Тоа значи дека не прави постојано гладни, а од друга страна го успорува метаболизмот затоа што го намалува нивото на енергија создадена од масти, тоа луѓето ги тера веројатно и помалку да се физички активни и представува еден затворен круг на постојана глад, постојано трупање на масти околу стомакот и зголемување на инсулинската резистенција. Ќе велат дека имаат напад на глад, понекогаш како да ќе го изедат целиот фрижидер велат. Имаат потреба зголемена за благо или пак воопшто за каква било храна? За енергија, затоа што инсулинот ја го регулира шеќерот во крвта. Меѓутоа, кога има инсулинска резистенција, ткивата, клетките некогаш стануваат гладни за гликоза. Затоа што се гладни за гликоза, мозокот веднаш не тера да јадеме за да добие енергија, а енергијата најлесно ја добиваме преку сладки работи. Преку нешто што е синоним за брза енергија, најчесто тоа се чоколадите, газирани сокови, нешто што брзо ќе не накране. Меѓутоа тоа се плюс вишок калории и тоа е тој затворен круг на постојано трупање на масти, зголемена инсулинска резистенција и нарушување на зголемување на апетитот практично. А има ли вистина дека по 40-та година од животот се намалува драстично, драматично метаболизмот? И да и не. Во некоја мера се намалува метаболизмот, тоа е точно, меѓутоа не е тоа преку ноќ. Накачувањето на тежина после 40-та година е склоп на многу работи, не е само една. Првото е, луѓето се најчесто уморни, имаат кариера, имаат семејство, имаат обврски, тоа значи дека се помалку обрнуваат внимание на себе си.
Друг многу важен момент е процесот на иреверзивилен губиток на мускулната маса. Тоа почнува после 30-та, меѓутоа после 40-та значително се забрзува. Процентуално од 3 до 8% од мускулна маса се губат на секоја декада. И сега, една перспектива е човек кој што редовно вежба и се бори да ги одржи тие мускули, а друга перспектива е човек кој што можеби порано да е вежбал или вежбал па прекинал, а постојано е изложен на тие стресни ситуации, животни ситуации. Со губењето на мускулната маса, практично многу го нарушуваме самиот метаболизам. Затоа што мускулот е едно ткиво, многу важно во нашето тело, кое што помага во регулација на хормоните за ситост и глад. Од друга страна, со губиток на мускулите, тоа значи дека почнува да доминира масното ткиво. Масното ткиво представува веројатно проблем сам за себе, кој што од друга страна уште повеќе ги нарушува хормоните за глад и ситост. А што е со жените во перименопауза и менопауза? Тие качуваат килограми, се извинувам, и покрај тоа што не ги менуваат навиките во исхраната. Повеќето тврдат дека е така. Тоа е точно и жените во перименопауза и менопауза се тема на која што се повеќе се посветува медицината и ендокринологијата, би рекла можеби доста, меѓутоа дефинитивно заслужено, затоа што телото на жената навистина преку ноќ се менува. И самите жени кои кажуваат дека едат исто да се дебелеат, не лажат. Тоа е повторно склоп на многу фактори, еден од нив е секако губитокот на естрогенот. Губитокот на естрогенот пред се значи дефицит на енергија, меѓутоа значи и различна прераспределба на масното ткиво. Генерално сте приметили ние жените повеќе масно ткиво имаме околу нозете, тоа е заради естрогенот. Како тој се губи, не дека во телото има вишок тестостерон, меѓутоа тоа е попотентен хормон. Тоа значи дека масните наслаги почнуваат да се трупаат околу стомакот. Не секогаш трупањето на масните наслаги околу стомакот значи дебелење, тоа е само прераспределба. Успорувањето на метаболизмот е резултат на ова и ризикот од појава за инсулинска резистенција, меѓутоа тука мора да ги вметнете промените на квалитетот на животот, од аспект нарушено спиење, оние хот флешови кои што ги кажуваат, хроничен замор, хроничен стрес заради промената на телото. И нешто што како концепт мене ми е многу интересно, падот на естрогенот повлекува зголемена потреба за протеински внос. Меѓутоа, ние таа зголемена потреба не секогаш правилно ја читаме и некогаш јадеме храна која што не е соодветна. И саркопенијата, тој процес на губиток на мускулна маса, многу повеќе се зголемува кај жените во оваа фаза. Сето ова, кога ќе се стави на куп, тоа е еден значително 10-кратно зголемен ризик за развој на метаболни болести. Значи, тоа е објаснувањето зашто килограм, 2, 3, како имаше некои правила годишно се качува телесната тежина кај жените во овој период од животот. Споменавте нарушен сон. И сонот може исто така да влие на телесната тежина? Доколку не спиеме доволно? Апсолутно, сонот е... Многу луѓе се мачат со несоница. Да, сонот е всушност клучен за отпочнувањето на уравнотежен ден во смисол на повторно грелин и лептин. Дефицит на сон подразбира стимулација на хормонот за гладта. И она што е многу важно, кога спиеме се лачи хормонот за раст. Кога сме возрастни имаме многу мали потреби, меѓутоа хормонот за раст е еден од оние кои што ни се потребни за стабилен метаболизам и оние кои што ни се потребни за одржување на пропорциите на телото од аспект натрешни пропорции мускул, масно ткиво. Така да спиењето представува голем ризик фактор кој што многу луѓе го занемаруваат и сметаат дека нели она будење или спиење по 3 часа е сосема доволно, меѓутоа тоа е еден од предусловите за да можеме да одржиме нашата тежина или доколку сме во вишок ако сакаме да изгубиме. Хормона раст споменавте. Се излачува цел живот? Во детството е најмногу, затоа не има она стара поговора дека децата растат дека спијат, таа е всушност вистина. И во адултна возраст се излачува, меѓутоа многу поголеми количини. Нели има референтни вредности, пошто и кај возрастни може да постои дефицит на хормон за раст. Тоа е нешто што е многу често непрепознаено, а може да се симптомите да бидат само хроничен замор. Само хроничен замор докажува. Да. Значи не прекинува неговото излачување со завршување. Се намалува со тек на годините, меѓутоа постои. Така. А што е со хроничниот стрес со кој што живееме? Дали тој ќе доведе до некаква форма на дебелина? И тоа можеме да го прочитаме. Хроничниот стрес е голем проблем во медицината, затоа што хроничниот стрес изискува лачење на кортизол. Кортизол е хормон кој што во
уредни количини е неопходен за живот. Тој е одговорен за одржување на крвниот притисок, за одржување на натриумот во телото, меѓутоа кога е во вишок, прави многу големи проблеми на ниво на метаболизмот. И сега, континуиран стрес, значи континуирано излачување помалку на кортизолот. Тоа не е доволно за ние да го диагностицираме како болест и најчесто поминува недиагностицирано. Има многу лекари кои што ќе кажат не се нервирај, меѓутоа нели полесно да се каже, многу е тешко тоа да се практикува, затоа што вишокот кортизол подразбира да пред се повторно наталожење на масни наслаги околу стомакот, кое што цело време некако се врти во приказнава. Тоа таложење на масни наслаги таму влијае на метаболизмот, создавајќи инсулинска резистенција, а инсулинската резистенција, кажавме, беше тригер за континуирана глад, потреба од високоенергетска и калорична храна и сокови, меѓутоа кортизолот, таа инсулинска резистенција дополнително ја влошува. И практично имаме еден затворен круг на кортизол, инсулинска резистенција и таложење на масти околу стомакот, а во целата таа приказна со тоа таложење на масти, пошто масното ткиво е едно практично активно метаболно ткиво кое што прави многу нарушувања, повторно доаѓа до дисрупција на грелин лептин воската. Докторке, факт е дека сите живееме седечки начин на живот. Внесуваме повеќе калории отколку што трошиме. Апсолутно. Дали отсуството на физичка активност има голем удел во тоа што дебелината станува епидемија секаде во светот? Многу голем удел, можеби не толку во губење колку што е важно за одржување на физичката активност. Затоа што физичка активност, тука зборувам доминантно вежби со тежини, вежби за одржување на мускулатура, тука е клучниот момент што сега не може да го замени ни еден друг момент, нити лек, нити диета. Вежбањето е важно за одржување на мускулното ткиво, пошто мускулното ткиво го дава балансот во телото, балансот во однос на хормоните за глад и за ситост, балансот во однос на инсулинската резистенција, балансот во однос спречување на таложење на масноти и многу на стомакот, и тоа значи дека практично прави превенција од едни од најчестите болести во денешницата, дијабетесот, кардиоваскуларните болести и заместениот црн дроб. Физичката активност е незаменлива, ние сме можеби како расипана плоча лекарите, меѓутоа значењето е од огромна важност, затоа што некој може да има малце вишок телесна тежина, меѓутоа ако има добра мускулна маса, така, параметрите се многу различни. Кога пациент ќе се соочи со еден ваков проблем, да не може да ја регулира телесната тежина, какви испитувања како ендокринолог препорачувате да се направат? Крвна слика, хормони, од каде почнувате? Првично лично секогаш сакам да имам убав разговор со пациентот кој што влага во ординацијата, што сметам дека е многу важно да се дознаат некои работи од типот на кои проблеми, кои мајки, кои животни навики има, односно да дојдеме до делот зошто од секојдневниот живот, дали можеби нешто греши во секојдневен. И понатака, она што ние редовно го правиме во секојдневната пракса во нашиот центар е темелна анализа практично на целиот метаболизам. Тука подразбирам проверка на глукоза, на инсулин, тука го вклучуваме и тромесечниот шекер, секако на сите видови на холестерол во крвта, ги проверуваме хепаталните ензими, проверуваме електролити, кортизолот и витамин Д секако. Меѓутоа, покрај нив, секогаш ќе вклучуваме тироидната жлезда, која што во Македонија е една од најчестите заболувања, доминантно кај жените. По потреба испитуваме и одредени репродуктивни хормони. Затоа што, како што е за менопаузата кај жените, кај мажите постои андропауза, некогаш кога овие состојби се јавуваат порано, дефицитот на половите хормони повторно може да води до нарушен метаболизам и дебелина. Значи, индивидуализиран пристап е потребен и дури кога се прават анализи? Апсолутно, значи индивидуализиран пристап за секој пациент секогаш. Оно што ние го имаме како генерализирано во понуда за пациентите да може да се изберат сами, се 3 пакети за евалуација и потоа третман на дебелина. Он е наједноставниот и вклучува сите овие анализи со исклучок на репродуктивните хормони, кои што ги правиме по потреба, вклучува нутриционист, кој што има со цел да направи индивидуализирана исхрана за пациентот и психолог или психијатар. Затоа што многу често дебелината, прејадувањето е резултат на некоја скриена емоција. Некогаш е тоа досада, некогаш е тага, некогаш е стрес. Меѓутоа, ова се трите клучни моменти, заедно или со ендокринологот, кои што се важни за да се прво евалуира, а потоа и третират дебелината. Понатака, во однос на потребата и во однос на степенот на дебелина, пакетите се шират со пристап до кардиолози, пулмолози и за оние
највисоки степени на дебелина или што нарекуваме морбидна дебелина се вклучени и хирурзите, затоа што на моја среќа во нашата болница имаме одлични абдоминални хирурзи кои што веќе имаат доста големо искуство и со баријатричната хирургија. Тоа баријатрична хирургија значи всушност хируршко намалување на желудникот. Така, но тоа е резервирано само за пациенти кои што имаат Видете по препораките голема тежина или не секогаш? Зависи. Значи, ако зборуваме за пациент кој што има body mass index над 50 кг на метар квадратен, во тие ситуации хирургијата може да биде прв избор на третман. Меѓутоа и пациенти кои што немаат толков body mass index, ако со години пробуваат да ослабат, не можат, ако веќе имаат развиено други болести. Ако веќе пробали со фармаколошка терапија не иде, очигледно дебелината им прави здравствени проблеми, повторно ги упатуваме на баријатрична хирургија. Ајде сега да започнеме од почеток. Значи, кога ќе дојде еден пациент во центарот за да ја регулира својата тежина, значи ќе добие еден медицински пристап кој што драматично се разликува од она што се добива во козметичките салони. Значи, не е исто слабењето. Добро кажавте, во козметички салони фокусот е на слабењето, тука е фокусот на здравјето. Мене прво ме интересира да има некоја подлога која може би придонела за накачување во телесната тежина, тоа е сосема легитимно и сосема возможно. Доколку нема, ги испитуваме на инсулински резистенции, ехо на абдомен, дали е заместен црниот дроб. Важно, она што се става во преден план е здравјето. И кога станува збор за губиток на тежина, повеќето имаат идеја дека треба да се изгуба 20 кг за 3 месеци. Тоа не е медицински пристап, тоа не е здраво слабење, тоа е easy fix кој што понатака води до оние јоје моменти, таложење само на масти и губиток на килажа. Она што ние се трудиме да го спроведеме постепено, значи градуално губење на телесната тежина во тек на година, 2-3, во зависност со што почнуваме, без при тоа да се изгуби многу мускулна маса. Тука не е од многу важен аспект секако нутриционистот, меѓутоа и самиот пациент. Затоа што без вежбање практично не постои здраво слабење. Значи неопходна е соработка, мултидисциплинарен пристап секако за секој пациент во секое време во однос на тоа што ќе откриеме од лабораториските анализи или доколку има висок првен притисок пациентот се препраќа на други одредени специјалности. Го споменавте вежбањето, значи тоа ќе биде првиот чекор. Сепак промена на животниот стил е неопходна. Неопходна за секој вид на слабење. Без тоа и дури да се ослабе, многу е тешко да се одржи. Затоа што прековме повторно голем губиток на килажа, во голема мера е губиток на мускул. А мускулот ни е клучен, повторно зборувам за долгорочни цели, пошто идејата е сега да сме здрави и витални на 70 години, или кон тоа целиме, кон тоа целат и нашите третмани. Не само некој кој што има 35 дослабе 20 кг за 6 месеци и да се врати после година дена со плюс 30 кг. Целта е тоа да биде долгорочно и одржливо. Кога се вклучуваат лековите и како се случи лек за диабетес да стане толку доминантен во процесот на губењето на телесната тежина, на слабењето? Веројатно тоа ќе биде прилично интересно приказно и 20 години од сега. Лековите по протокол, ако збориме, она што е утврдено со официјални гајдлајнси е дека со body mass над 30 кг на метар квадратен, кај луѓе кои што немаат други коморбидитети, имаме дозвола да почнеме лек, секако во согласност со пациентот кој што не би требало да има контраиндикации, со сите овие претходно направени лабораториски анализи, меѓутоа и луѓе кои што имаат и помал body mass index. Body mass index е да појасниме. Што е над 27. Значи постојат различни критериуми, меѓутоа важно е да се запазат, затоа што Како се пресметува, можете да ни кажете? Body mass index, значи индекс на телесна маса се пресметува со тежината врз квадратот од висината. Добра. Прилично лесна алатка. И сега постојат многу дилеми, затоа што body mass индексот не секогаш директно е показател за дебелина, затоа што има многу спортисти кои што имаат многу мускула, имаат висок body mass индекс. Во систина, често на во Аџибадем систина што секогаш преферираме е одредување на body composition. Тоа е телесниот состав на телото, со кој се снима со апарат во траење од 5 минути без никакво зрачење, кој што ни кажува колку проценти во телото се масноти, а колку преостанато ткиво. Тоа многу ни помага во однос на евалуација на видот на дебелина. Пошто не е само body масот, можеме да зборуваме и за струкот. Она што е најпрецизно е мерењето на составот на внатрешниот телесен состав. Ќе ги вклучиме гледачите
да постават прашање во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент емисијата е контактна, телефонскиот број е испишан на екранот. Добре дојдени се и вашите искуства поврзани со овој секојдневен проблем, губење на телесната тежина, односно нормализирање на телесната тежина во случај кога се соочувате, односно се справувате со дебелината. Значи, споминавме дека еден од лековите за дијабетес стана многу употребуван во овој процес на слабење. На што влие? Дали го исклучува Центарот за глад всушност? Вистина ли е тоа? Лекот има повеќе аспекти, испадна како феноменално решение за многу проблеми за кои што порано немавме ни представка како би изгледале лековите. Лекот представува молекула која што ние природно имаме во телото, меѓутоа тоа се тие GLP молекули, glucose-like protein е англискиот назив, кои што се лачат од цревата, мислам дека ги спомнавме на почетокот, и стимулираат ситост. Она што е важно, дека лекот делува централно преку хипоталамусот, во смисол стимулира неврони кои што ги намалуваат количините на грелин, хормонот за гладта, а ги зголемуваат количините на лептин. Значи направат повеќе сити и преку стимулација на вагус, на нервус вагус, практично успоруваат празнење на стомакот. Значи имаме зголемена ситост и најчесто полн стомак. Тоа луѓето ги тера да јадат помалку и со тек на време губат телесна тежина. Со кое темпо се губи телесната тежина? Може ли брзи резултати тука да се постигнат? Губитокот на килажа е многу вариабилен и индивидуален. Повторно зависи со колку стартуваме. Она што можам да ви кажам дека оние кои што кажуваат дека губат 20 кг за месец дена, тоа се луѓе кои што практично почнуваат паралелно со лекот некоја кето диета која што им го дава брзиот губиток. Инаку во првиот месец лекот има многу мал ефект на телесната тежина. Првата доза се користи само за адаптација на телото на лекот. Така да губењето на тежина со GLP-1 рецептор агонистите е прилично споро и затоа е медицински одобрен. Доколку би било најнаш драматичен губиток, не би прошло ни за америчките, ни за европските критериуми. Она што мислам дека треба евесите да го знаат, пошто мислам дека владее некој грешно мислење меѓу луѓето, лекот не се користи 3 месеци, затоа што не предизвикува нагло слабење. Тоа е лек кој што се користи неколку години, а во одредени случаи зборуваме и за долгорочно користење на лекот кај одредени индивиди. Која е горната граница, колку време максимум може да се користи? Нема таква граница. Нема таква? Проблемот е дека има одреден број на луѓе кои што кога ќе прекинат со лекот, повторно постигнуваат јојо ефект. Најчесто е тоа пациенти кои што влагаат во мојата ординација кои што го користеле 6 месеци и најнаш го прекинаа. Она што го практикуваме во нашиот центар е користење на лекот неколку години и потоа постепено прекинување со намалување на дозите во период од година дена. Повторно, покрај нашиот пристап, клучно е тоа што ќе прави пациентот. Затоа што кога ќе се прекине ефектот, ситоста се намалува, повторно ќе се зголеми гладта. Меѓутоа, ако јас и вие земаме таков лек и постепено го прекинуваме, ако продолжиме да вежбаме, ако продолжиме да пазиме во храна и ги издржиме тие кризи во првите месеци, можеби ќе се вратат 2-3 кила, меѓутоа сигурно нема да се вратат оние 20-30 килограми. Потребно е да се вложи напор за да се задржи тоа што се добило. Постојат ли несакани ефекти од овој лек? Несакани ефекти постојат од се, веројатно и премногу вода ако испиеме ќе има. Лекот како лек носи одредени ризици, најчесто се тоа ризици за панкреатит, за воспаление на жолцката со камчиња и постојат одредени контраиндикации од типот на луѓе кои што индивиди кои што во фамилијата имаат медуларен карцином на тироидна или историја на панкреатит. Меѓутоа статистички се ретки, не се толку чести. Имало случаи, мислам дека најчесто беа во Соединетите американски држави, луѓе кои што го злоупотребувале лекот, кои што беше нотирана парализа на црева. Меѓутоа тоа е од неконтролирани количини кои што се земаат на во несоодветна временска рамка. Она што ние најмногу го гледаме како да речам несакани ефекти се гастричните, подригнување, мачнини во желудник. Од медицинска перспектива, од практична гледна точка, имаше еден период кога лекот практично се злоупотребуваше. Се набавуваше на црно. Се набавуваше премногу на црно. Имавме ситуации во кои што во пенкалото наместо лек имаше ставено инсулин. Значи во нашиот ургентен центар доаѓаа луѓе со хипогликемични кризи, затоа што мислеле дека ставаат лек, а ставиле инсулин. Компликациите најлоши беа од оние лекови кои што се купуваа на црниот пазар. Каде што всушност
имаше инсулин, за тоа можевме да прочитаме. Имавме 4 или 5 пациенти сигурно со. А тоа е многу опасно. Да се стави Тоа инсулин. може животно загрозувачки да биде. Ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност на нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Едно прашање до докторката, може би малку е надвор од темата. Вака, постојано ми се покачени црвените крвни зрнца, хемоглобинот и хематокритот. Ако може да ми објасни Јас ќе ве прекинам тука и ќе ве повикам да ја гледате утрешната емисија. Ќе имаме хематолог во емисија и токму ќе зборуваме за крвната слика, меѓу другото за покачените еритроцити, за покаченото железо, за феритинот, така што ве поканувам да проследите утрешната Телма амбуланта. Вие дали би сакале само нешто да додадете или? Јас не сум хематолог, така, само не сте хематолог, туку сте ендокринолог. Имам повеќе пациенти кои што имаат ваква состојба. Добре. Постојат сега студии кои што укажуваат дека користењето на лекот ја намалува хроничната инфламација предизвикана од дебелината и со тоа доаѓа и до намалување на крвните зрнца. Не е во склоп, нели, јас не сум хематолог, меѓутоа се како интересни науди конкретно со оваа состојба лекот и таму делува добро. Така, ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Сакам да ве поздравам најпрво. Ви благодарам. Да ја прашам докторката за дебелината околу стомакот. Дали е тоа од јадење, дебелина, да се шириш во стомакот или нормално? На која возраст сте? 40, имам 47 години, ја имам Така. 90 кила. 90 килограми, а проблемот со стомачата дебелина ви е присутен од поодамна или сега? Да, сега во последно време 3 години. Така, да немате, докторки, уште некое прашање? Само да прашам циклусот менструален, дали вие се уште редовен или Дали имате редовен менструален циклус или Имам, пак може да, би редовен. влегуват? Значи, од 45 до 55 години е она декада на перименопаузални промени, кои што веќе ги зборувавме. Тоа е состојба во која што естрогенот во телото постепено почнува да се намалува и како што кажува гледачката, заради дефицит на естроген почнува да се талжат масни наслаги околу стомакот. Многу е важно да редовно вежба и да зголемува внес на протеини. Значи, внесот на протеини е клучен, особено во менопаузата, перименопаузата, која што може да трае 10, во некој случај 15 години, затоа што тој прогресивен губиток на мускулно ткиво со таложење на маснотиите потатака доведува до здравствени ризици. И ако успее, ако има потешкоти да воведе повторно што го зборевме редовно спиење и нели физичката активност како круна на се. Така. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Го очекуваме вашето прашање. Ало? Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Се јавуваме. Ме интересира поздрав до вас и докторката. Ви благодарам. Ме интересира, имам внука 40 години. Има детенце 7 годишна возраст. Меѓутоа, нешто со дебелината не може никако да ја среди. Мислам дека после породувањето многу повеќе доби масно ткиво кај стомакот. Еднаш беше во Скопје на ендокринолог, а тогаш ја немало докторката и толку веќе не ја закажа. Што треба, како треба, а многу диети држеше. Така, и неуспешни беа, предпоставувам, или успеваше да намали килограми, па потоа ги враќаш? Некои чаеви таму, става чаеви, меѓутим, не знам зашто толку го тера на јадење. Така, да немате, докторки, што некој прашање или тоа е тоа? Не. Ви благодарам за вклучувањето. Во принцип мора да се направи ендокринолошки преглед, ендокринолошка евалуација, да се види можеби се крие нешто, можеби е некој почетен диабетес, можеби е таа инсулинска резистенција, можеби е тироидната жлезда. Мора се тоа да се потврди или исклучи за понатака да зборуваме за правилни диети, за правилна физичка активност. Не сите диети, не сите чаеви носат добро. Имало ситуации во кои што дури настанал електролитен дисбаланс заради тие чаеви за брзо слабење, затоа што стимулираат најнаш, нели, празнење големи количини на урина.
Тие чаеви за мене се синоним за брзо решение кое што долгорочно носи катастрофални резултати, кај некој што се бори како внуката на гледачката со дебелина, потребно е првен здравствено да се изгледи, да се види дали стварно има некаков проблем, а понатака да се променат животните навики, по потреба да се стартува и фармаколошка терапија. Многу жени за време на бременоста се поправаат драматично и потоа мака мачат да го решат проблемот од како ќе се породат. Јас работам многу со трудници во Македонија. Митот дека кога жената ја бремена јаде за двајца се уште важи. Секој гинеколог што ќе го прашате ќе ви каже дека тоа воопшто не е точно, затоа што кога ќе се породи бебенцето кога ќе се роди со постилката, тоа се 5-6 килограми. Она што е идеална бројка кај гинеколозите, пошто имам среќата да многу соработувам со нив, е дека идеален додаток на телесна тежина во бременоста е 8 до максимум 10 кг. Најчесто кај нас 15 до 20 кг трудниците накачуваат и како што кажувате, тоа после го носат, а во тој период на доење, на неспиење, имаме повторно нарушување на тој циркадијален ритам кој што го нарекуваме и кој што неминовно води повторно до она што цело време се враќаме нарушување на рамнотежата на грелин и лептин. Да се навратиме на лековите кои што се користат за намалувањето на телесна тежина. Ви има ли вистина дека тие предизвикуваат нагло слабење на лицето, потоа пушачки брчки околу устата, намалување на мускулната маса? И може ли тоа некако се спречи, доколку е точно? Мислам дека незаслужено лековите го добиваат тој синоним или тоа име, како да го кажам, затоа што било кој нагли губиток на телесна тежина ќе доведе до тие појави. Значи, пропаднати очи, сува кожа, некогаш дури и потемнуваат во фацата, ама тоа се луѓе кои што комбинираат лек со некоја драматична диета. А истото ќе биде, нели имаат секакви шејкови протеински кои што ги пијат само тие пациентите кои што губат најнаш многу килаж, исти се ефектите. Затоа лекот треба да се зема во консултации, во координација со лекар, со цел губитокот во килажа да биде постепен. Кои оние кои што веќе го добиле тој изглед, постојат начини од биолошки дермафилери, малце повеќе колаген со цел кожата да се врати назад. Меѓутоа, пак, верувам сум ви досадна, клучот на се е вежбањето и одржувањето на мускулна маса, затоа што било каков губиток на телесна тежина, спор или нагли, со лек, без лек, со хирургија, без хирургија, води до губиток на мускулна маса. За да не се изгуби масата, мораме да вежбаме. Мораме да вежбаме и тоа со тежина веќе споменавте. Да, затоа што Значи никакво било вежбање, туку со тежина. Со сопствена или со тегови. Со тегови, да. Со отпор. Да, во зависност од преференцата. Добра. Односно оние анаеробни вежби кои што ги нарекуваме. Кардиото е одлична вежба, возење велосипед е супер, качување на водно е одлична вежба, меѓутоа да биде правилно комбинирано со вежби со тежини. Значи неопходно е вежбањето со тежина. Не може да се качуваме само на водно, а да не вежбаме со тежина. Зависи. Сега, ако збориме за некој што цел живот практикува да се качува на водно, таа индивидуа, тој човек, таа девојка веќе имаат развиена мускулатура. Така. Меѓутоа, ако е некој што слабе, му треба комбинација. За да се зајакне мускулатурата. И протеинска исхрана, предпоставам, во тој период? Да, протеините... Но може ли да се претера со протеини да се направи некаков проблем? Може, особено сите протеински шејкови, креатини кои што се користат. Значи, не е идејата вежбањето, пример, во теретана доведе до екстра внес на различни хемикали. Идејата е природно да се стимулира мускулот и природно да се внесуваат протеини, ама не протеини само од месо, него и растителни. Затоа што потребен ни е баланс во телото. Нашите црева се еден цел свет сам за себе и континуирано внесување, пример, најчеста диета е пилешко и салата. Секој ден пилешко и салата не може да е добро. Потребна ни е варијабилност во исхраната и месо, не секој ден, затоа што по сите студии користење на црвено месо секој ден во неделата носи ризик за канцер на дебело црево, значи потребна е варијабилност. Ние во Македонија се уште имаме вкусен зеленчук. Зеленчукот како избор на храна е одличен, затоа што е нискокалоричен, има низок процент на шеќери, а е богат со минерали, витамини и растителни влакни. Меѓутоа, зеленчукот не е само зелена салата, има многу зеленчук. Ве прекинав. Не, слободно кажи. Кај нас многу се конзумира леб. Сега кога се спроведува диета, тоа најнапред се исфрла. Дали сосема треба да отсуствува лебот од менито кај оние кои што ја намалуваат телесната тежина? Лебот не е здрав. Јас сум љубител на леб, меѓутоа не е здрав. Дека скроз треба да се исфрли, ако зависи, ако јадат пример 6 парчиња леб на ден, веројатно не, затоа што секој таков огромен шок е тешко одржлив на долги дистанци, ќе донесе до некој вид на револт
на самиот пациент ќе биде незадоволен. Ако некој јаде парче две, зошто да не го исфрли скроз? Лебот особено е лош ако се комбинира со други јаглехидрати. Компир, ориз, има луѓе кои што јадат леб со паста. И она што е најкритично за сите, да не се комбинира лебот со манџичките. Крав, грашок, леќ. Затоа што тие веќе имаат јаглехидрати, многу се здрави, имаат јаглехидрати. И сега ако ги скомбинираме со лебот, непотребно внесуваме многу шеќери кои што потоа ги таложиме како масти. Значи манџа без леб. Без макање. Јас тоа го практикувам веќе 13 години, не ми беше лесно на почетокот, сега ми е веќе навика. Така се е навика. Апсолутно. Предпоставам дека често се среќавате со пациенти кои што имале бројни неуспешни обиди да ја намалат телесната тежина. Што говори вашето искуство? Колку од нив применувале, односно потребувале чаеви за слабење, потоа од интернет некои совети, може таму сте се порачат се и се што е многу недозволени препарати. Да, тоа е скриена опасност за која што некако не се обрнува доволно внимание во јавноста и мислам дека луѓето не се свесни. Најголемиот дел од нив се заглавени во оној јојо ефект. Ќе ослабат многу, се здебелат многу. Ама со тој јојо ефект, кога ослабеат многу, губат мускул. Кога накачуваат килажа, ставаат само салва. И они практично без да се свесни, без да знаат нормално, пошто не се медицински лица, неминовно го менуваат нивниот метаболизам и го успоруваат. Стимулираат развивање на инсулинска резистенција и прават нарушување на балансот повторно на хормоните за глад и ситост и ги намалуваат овие GLP-1 молекули кои што ги збориме, на кои што се базираат новите лекови. Со нормализирање на телесната тежина, дали може да исчезнат и некои хронични болести? Ке се регулирали нивото на холестерол? Може да се подобрат. Покачениот крвен притисок да се стави под контрола? Дефинитивно може, меѓутоа за скроз да исчезнат, нели скроз да се влезе во ремисија, што би рекло медицински, во теорија е возможно, во практика е многу тешко, затоа што начинот на кој што се изгубила килажата и на кој што нели дошле до тоа подобрување на вредността треба да обстои понатак. Да, тоа е најтешкото всушност. Тоа одржувањето. Одржувањето, да, тоа е во пракса и затоа се препорачува доколку некој има диабетес, доколку некој има холестерол, можеби да се редуцира терапијата и да се следи пациентот. Меѓутоа, хроницитетот на овие состојби, меѓу кои и дебелината, е оној фактор кој што го отежнува одржувањето, затоа што луѓето после одреден период се откажуваат или ќе речат, па види, можам, ослабев, можам да се вратам на леп и на благо. Тука е грешката која што ја правиме. Меѓутоа, тоа не се навики кои што ги имаме создадени од деца. И ако размислите, симитот пример, леп со леп. Леп со леп. Нутритивна вредност нула. Јаглехидрати и масти. Меѓутоа, нас ни е тоа дел од културата. Треба да работиме Утрото малце. го почуваме со геврек, со бурек, А наутро со кифла. е исклучително важно појадокот да е протеин. Затоа што наутро природно кај сите е највисок кортизолот, е стрес хормон кој што има за задача да не разводи. Кортизолот, рековме, го блокираше инсулинот. Ако ние јадеме голема количина на шеќери, правиме голем пик на шеќерот. Со кај тие со инсулинска резистенција, инсулинот се излачува до плафон и во текот на цел ден сме заглавени горе-доле апетит, ситост, апетит, ситост. Не може да се стабилизира телото. Тоа не е една од круцијалните грешки, веројатно, кои што ги правиме. Што предлагате за поедок да се изеде? Протеин, дали е тоа омлет, со едно, со две јајца, во некој случај со три, во комбинација со зеленчук, со урдата како одличен избор на протеин кој што нема многу масти. Грчкиот јогурт е исто, и нашите кисели млека се добар извор на протеини кои што може да се комбинираат со малце јаткасти, со малце овошје, меѓутоа овошјето и јаткастиот имаат многу шеќери, доколку се стават во многу голема количина, повторно прават помали пикови заради грчкиот јогурт или киселото млеко, меѓутоа може повторно да навлеземе во оние периоди на зголемена глад. Кај кој пациент имате најголем предизвик кога станува збор за губењето на телесна тежина? Секој пациент кој ќе влезе предизвик сам за себе, веројатно најпредизвикувачки се оние пациенти кои што делумно веќе си имаат откажано од себе. Значи, психолошкиот момент кој што е многу тешко да се надминат, не се луѓе на кои што им требаат седативи и други лекови, него едноставно да сватат дека одржувањето на тежина, губењето на тежина не е само килажат. Тоа е зголемување на хормоните за среќа, тоа е подобрување на спиењето, подобрување на квалитет на живот. Пошто некој дури да има истата килажа, ама ако вежба и ако до вчера можела да направи, карикирам 2 км да испече, сега може 5, тоа е повторно прогрес напред.
Тоа е она кое што треба сите луѓе да го сватат, дека не е само бројката на килограмите. Многу е битно што имаме внатре и многу е битно да сме среќни. Така, многу битно да сме среќни. А што е со пациентите кои што имаат, да речеме, диабетес? Дали ке нив е посебен некој протокол, процесот на слабење, бидејќи нели е проблематично што примаат инсулин, па треба да се одржува нивото на шеќер во одредени граници? Зависи од видот на диабетес, во смисол колку долго пациентот го има диабетесот и видот на терапија. Тие што имаат инсулин се малце, да речем, поспецифични, затоа што инсулинот знаеме што прави, нели веќе зборувавме, тоа е анаболен хормон кој што ги тера повеќе да јадат. Меѓутоа, благодарение на новите лекови, губитокот во тежина, кај овие пациенти доаѓа до намалување на бројот на единици инсулин. Што значи дека можеме многу полесно да искоординираме тежината. Правилна храна за пациенти за диабетес во принцип е многу слично на оно што треба ние да го јадеме. Тоа е здрава храна. Здравата храна секако не подразбира огромни количини на јаглехидрати за сите нас. Си треба тоа да биде умерено и јаглехидратите има од до. Јаглехидрати во вид на овошје, во вид на ориз, компир, до јаглехидрати од тип на палачинки со еурокрем и нели бурек, симет кој што веќе ги спомнав. Изборот на јаглехидрати е многу важен. И моето последно прашање во денешната Телма амбуланта, дали може дебелината да се излекува или пак би се ставила под контрол како и останатите хронични состојби? Медицинскиот термин е ремисија. Ремисија, значи клучниот. Да, кај одредени луѓе може, меѓутоа повторно праксата е проблемот. Тоа што ни помогнало да ослабеме, треба да го одржуваме и во годините што доаѓаат. Очекувањето да се вратиме на старите лоши навики, а изгубената килажа да остане е практично невозможно. Таа ремисија, имаме доста пациенти кои што веќе не се влезени во ремисија, некои биле на лекови, некои се само со промена во исхрана, продолжуваат со истиот начин на живот и се прилично многу исполнети и среќни. Така да постои, меѓутоа бараа соработка многу од пациентот и секако од лекарот. Значи комплетна промена на животниот стил всушност ќе води кон одржување на постигнатите резултати. Да, и постигнатите резултати секако варираат од можеби килажата што ја замислиле или килажата што реално е одржлива за тој пациент. Има ли некои пациенти кои што замислиле да отидат многу под посакуваната, вие како ендокринолог сигурно поставувате некоја посакувана тежина. Има ли некои пациенти кои што сакаат многу повеќе да ослабат од тоа? Да, отколку што препорачувате? Да, јас секогаш ги стопирам затоа што не е само да се изгуби. Поентата е како ќе се изгуби, дали ќе воспоставиме ние баланс во телото или ќе му направиме полоша услуга. Тоа е тој здравствен аспект кој што не треба да се прескокнува. Затоа што дебелината не е естетски проблем, тоа е веќе субјективна работа и дебелината е здравствен проблем. И треба конечно тоа да го сватиме, затоа што дебелината не е резултат на волја на индивидуата, резултат е на многу комплексни алатки во нашето тело и секако на нашите навики. Често се среќавате со пациенти кои што имаат желба да изгубат телесната тежина, доаѓаат? Да, во секојдневната пракса има доста. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, навистина едно интересно издание, верувам со многу корисни совети за нашите гледачи. Ви благодарам и вас. Јас ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска беа заедно со нас. Почитувани, денешната емисија реализиравме во соработка со Аџи Бадем Систина. Ви благодарам уште еднаш што не гледавте и ви посакувам пријатен ден.